Усогласувањето на законите со кои треба да се спречи насилството врз жените и семејното насилство, како и сите други мерки што државата треба да ги направи за да имплементира Истанбулската конвенција, беа тема на вчерашниот координативен состанок на чело со министерката Царовска. На состанокот на кој воедно обраќање имаше и министерката. Присуствуваа представници од поголемиот дел од министерствата, од државните институции, меѓународните организации, но и граѓанскиот сектор. Еден од стратешките одредби и приоритети на оваа влада е да ги исполни предвремените активности во владината програма, односно да го реализира акцискиот план за спроведување на Истанбулската конвенција. На овој начин, сите заеднички ќе направиме напори за развивање и подобрување на националното законодавство за борба против насилството врз жените, но исто така ќе делуваме превентивно во подигање на јавната свест, како и во споставување на институционалните механизми за заштита на жртвите на родово базирано насилство, велат од Министерството за труд. Владата на Македонија на 9 октомври го усвои акцискиот план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против насилство врз жените и домашното насилство. Овој акциски план представува сеопфатна мултиинституционална политика за борба против насилството врз жените и овие политики треба да се гледаат како елемент на демократско и транспарентно владење, засновано на владење на правото. Во насока на унапредување и унифицирање на системот за постапување со случаи на семено насилство, изготвени се и усвоени стандарди и процедури за семено насилство во соработка со граѓанскиот сектор. Министерството досега отвори 4 регионални центри за лица жртви на семено насилство во Скопје, Кочани, Битола и во Свети Николе, а е прошири и дејноста на центри за лица за жртви на трговија со луѓе и со жртви на сексуално насилство, каде што згрижувањето трае до 6 месеци. Министерството во соработка со граѓанскиот сектор финансира центри за лица жртви на семено насилство, кризен центар 24-48 часа и национална мобилна SOS линија, кои се менаџира од страна на граѓански здруженија. Министерството за труд и социјална политика изборот го прави по пат на јавен повик на годишно ниво. Министерството инвестира и во објект во кој ќе биде сместен центар за советување на жртви од насилство во општина Куманово. Исто така, во состав на здравните установи во Куманово, Тетово и Скопје отворени се и 3 центри за жртви на сексуално насилство.